конференција ќе ја заокружиме со излагањето на Спасе Мазенковски, кој ќе се обрати со излагањето за македонците и состојбата на македонското малцинство во регионот на Преспа. Република Албанија. Чисто 10 минути само. Ги поздравувам организаторите, ги поздравувам представниците на влада на Република Македонија, посебно бидејќи за нас постои таа мисла за македонците во Албанија дека Република Македонија, особено оваа гарнитура на влада што е денеска, прави доволно за македонците во Албанија. И последниот чекор за македонците во Албанија е тој што господинот премиер на Република Македонија го инаугурира патот од Джепиште до Требиште, пат асфалтиран, дотеран, да ти е милен да го гледаш. Ние бевме присутни таму, а од страна на Албанија ништо не е сторено. Така што владата на Република Македонија, мислам дека си ја прави таа работа што треба према нас, македонците во Албанија, сетне за другите не знам. Јас се задржав на темата, бидејќи така беше и во упатството на поканата. Периодот до втората периодот помеѓу двете светски војни, па од втората дур до 91 и 91 навам на преведен материјал од 5 страници, што навистина нема време, бидејќи во 3 сати 4 да ги сослуша сите проблеми на македонците во сите држави, тоа е тешка работа. Ама ете, на некој начин се успева. Другиот пат да се надеваме дека ќе има повеќе време и да се искажиме така како што треба. Бидејќи, јас велам дека ни треба и ни е необходна една национална стратегија со национални тактики како ќе ги решаваме проблемите во сите делови на македонците во соседните држави. Ако беа албанци, ако албанците го јас се споредувам со албанците бидејќи таму живееме и со нив се споредувам. Ако беа албанци да организираа овој состанок, тука не ќе пишеше македонското малцинство во соседните земји, тука ќе пишеше македонскиот народ во соседни земји. Тие никаде не признаваат албанско малцинство во соседните земји. Нема таму поим малцинство. Тие секаде се нарекуваат народи. Се колку се на број, тие вели народ во Србија, народ во Косово, народ во Западна Македонија и така натаму, народ во Чемерија. Сакам да ви кажам што ние некои нешта треба да си ги средиме сами меѓу себе, па да одиме и понатаму. Факт е дека македонците од Албанија беа тие што учествуваа во Илинденското востание. Факт е дека имаме податоци дека од Преспа има уште и ден-денес факти имаме што беа осудени со 101 година од турското робство, од турските, мислам тие. Факт е дека и македонците во Албанија и оние во мислам во Гора во Голобордо, а и оние од Преспа, беа сите села, сите населени места, беа под бего и аги албанци. Како дојдоа тие, бидејќи, така како што спомена и господинот од Билич, од Врбник, како дојдоа тие албанци, бего и аги кај нас, таа е страшна работа. Тие секаде се наметнуваат со сила. Бидејќи, така како што спомена тој, на 1924 година Мала Преспа и Врбник и дел од Голобордо потпаднаа под Албанија, бидејќи дотогаш Мала Преспа и Врбник беа под Грција. Така како во селото Врбник и кај нас се учеше на грчки јазик и попоите беа на грчки, така ни кажуваат и старите, така и учели и старите наши, затоа го знаеме ова. После 1924 година, дур до 39 година, кога дојде Италија во Албанија, и нашите македонци од Мала Преспа учествуваа во сите оние војни кои ги водеше Албанија против поробувачите, исто како што учествуваа македонците од егејскиот дел на Македонија во Даг. И како гинеа македонците таму, гинеа и така нашите. Со стотици беа учесниците од нас, а и десетици има уште паднати што веќе ние и сега уште и ден денес не ги почитаваме за тоа што го направија тогаш. Факт е и тоа што македонците во Албанија се државотворен народ. Не го велам ово зашто така ми текна мене, зашто сум македонец. Државотворен народ. Во првата влада на Република Албанија, во првото политбиро на Албанија,
30% од учесниците на владата и на политбирото беа македонци. Беше Кочидзодзи, Панди Кристо, Кристо Темелко и така натаму и така натаму. Кој после она договорите што ги направи и размените на писмата и Енвер Хоџа со Сталин, после тоа Енвер настапи страшно према македонците, некој ги ликвидира, некој ги isfrли сосема. Тие се факти, тие се документи, тие ги читаме и ние и ден денес преку весниците на Албанија, а ние за жал, ние самите македонците не се знаеме ова наша историја. Кога тие биле 30% во политбирото и во владата, како може 5-6 илјади македонци да бидат официјално луѓе во Албанија према податоците на Албанија од 1945 година, бидејќи тогаш се направи првиот попис на населението. И тие самите признаваат дека 5-6 илјади се славом македонци во еден дел на Албанија. Истото, оваа официјална бројка постои и денес. Помеѓу двете светски војни и македонците учествуваа во Втората светска војна, беа со стотици партизаните, со стотици веламуре луѓе. Во одредите во партизани, во македонските бригади, исто така и во албанските бригади, беа со стотици учесниците од македонците во Албанија кои живеат, што беа партизани. А десетици од нив го дадоа својот живот за таа држава да биде слободна, бидејќи така се надеваат дека ќе му биде нешто подобар животот. Во 48 година Енвер Хоџа му го укина и јазикот на делот во Гора и во Голобрдо, му го укина сосема јазикот токму затоа што така му беше на Албанија подобро. И само се концентрира кај нас. А пак кај нас од 24 година дури до ден денес не е укинат македонскиот јазик со тие цели оние рестрикции што земаше на кратење на таквото. Во 91 година од страна на албанските власти нови, кога Џоамити дојде демократија во Албанија, навистина и ден денес она демократија е во наводници. Тие се факти, море луѓе, нема што тука да се лажиме. Нам, македонците, ни беше речено и директно и индиректно од страна на албанската влада, на албанските власти и од страна на албанското население. Ние сме ние и вие сте вие, готово. Како настапи тоа, потоа? Потоа ги isfrли сите македонци од редовите на армијата, бидејќи си правеше Сали Бериша национална армија. И си ја сторе таа. Сите оние што беа офицери наши, дури до оние последните чинови во армијата, сите ги избрака од работа. Ги напуште од работа сите оние што беа академци, педагози и така натаму во структурите на тие институции на таа држава. И ден денес ние имаме само еден директор во Корча што се расправа со водовод и канализација. И тој директор го имаме добиено, тоа директорско место го имаме добиено преку тоа учеството што зедовме во парламентарните избори и со коалиција со влада, со партијата што е на власт, тоа ни го доделија. Од сите оние работи дојдовме до едно директорско место. И како крај да не ве задржувам, јас мислам дека нас ни е потреба стратегија, луѓе. Државна стратегија. Освен тоа што го реков за владата, што тие се факти. Владата на Република Македонија ние сме свесни дека е преоптоварена со проблеми, море луѓе. Фала му на Бога што праена една таква работа што не личи на држава. Не личи на македонска држава кој навистина му завидуваат, особено оние од Албанија, зашто ние ги слушаме како му завидуваат и тие сакат како да го уценат цело ова работа што се прави од страна на владата на Република Македонија. Токму затоа што има толкави проблеми за решавање оваа влада, ај да си речеме и ние што му сториме за оваа влада. Како му помогнавме ние? Јас мислам дека помошта што ја бараме ние од страна на владата е обострана. Треба и ние да му помогнеме на оваа држава. Ние како македонци во Албанија навистина имаме потреба од поддршка не само од владата на Република Македонија, туку имаме потреба од поддршка од сите македонци каде и да живеат.
За сите оние проблеми кои ги имаме ние во Македонија, сакаме да се слушне гласот преку македонците во Егејска Македонија, преку македонците во Пиринска Македонија, во Србија и така натаму и така натаму. Да знаат луѓето, македонците наши таму, да пишуваат преку весниците, да кажуваат преку медиумите дека македонците во Албанија се соочуваат со таков проблем. И ние кога ќе кажуваме за проблемите кои се во Егејскиот, во Пиринскиот дел и така натаму, тогаш ќе бидеме единствени. Ако не направиме едно единство, ако не направиме една стратегија за македонскиот народ во соседните држави, ништо немаме за џабе. Еве 20 години, така како што рече и господинот и братот оној од Пирин. Треба навистина да седнеме пошироко и да ги конкретизираме. Кој е најглавниот проблем за нас во Македонија, кој е главниот проблем во Пирин и така натаму и сите заедно да делуваме. Само така ќе можеме да стигнеме некои резултати. Кој ни е нам крив сега? Ние сега официјално се признаваме 5-6 илјади македонци во Албанија. Кој ни е крив нам сега дека, јас сум убеден дека помалу и од 5-6 илјади сега ќе излеземе во пописите. Тоа што изјави дека извадува еден закон дека ќе се казнат сите оние кои ќе се изјаснат спротивно на тоа што пише на матичната книга. Како може тој македонец што живее во внатрешноста на Албанија, дека насила му е обришано македонското малцинство, сега да се изјасни како албанец? Не може да се изјасни, бидејќи сега ќе лажи ако се изјасни како албанец. И према тој закон ќе се казни, а не да се изјасни како македонец. Тој треба да се изјасни како македонец и да си го бара тоа право што му е земено од страна на владата. Само така ќе бевме не 50.000, 150.000, така како што се декларира. Ама за жал тоа не си го правиме, затоа на прво место сме виновни ние и затоа барам поддршка, барам за проблемите наши, мислам дека и вие ќе се согласите, барам поддршка од сите македонци каде и да живееме, да бидеме единствени во решавање на проблемите на македонштината. Инаку немаме ништо. Фала. Името на Организациониот одбор прво да ги поздравам и да се заблагодарам на сите дискутанти кои денес зедоа збор, кои со своите излагања ни ја доближија состојбата на македонските малцинства кои живеат во соседните земји. Дозволете кон овој поздрав и кон сите вас да го приклучам и поздравот од еден наш многу еминентен член, почесниот председател господинот Александар Поповски, заради здравствени причини, тој денес не е тука. Нашиот, како што сите си го знаеме, Чичко Ацо, е сместен во болница, меѓутоа со неговиот неуморен дух денес неколку пати не контактираше, прашува како тече конференцијата и ви ги испраќа неговите најсрдечни поздрави. Според дневниот ред на денешнава средба, да ја прочитаме декларацијата и да ја усвоиме, тоа е следно што ни следи, а потоа ќе ги проследиме и заклучоците. Значи, да ви ја презентирам најновата декларација. Светот има искуство кое може да го применува за доследно решавање на прашањата на малцинствата. Меѓународните асоциации кои се бават со прашањата на човековите права, со прашањата на правата на малцинствата и со следење на почитувањето на меѓународните акти кои ги регулираат овие прашања, треба да изменат нестандардната практика за примена на сопствените стандарди. Народите и државите ќе ја изгубат довербата во нив ако стандардите се применуваат селективно, двојно и лицемерно. 2. Конференцијата ги повикува меѓународните асоциации доследно да ги применуваат сопствените декларации, резолуции и други акти кои се однесуваат на меѓународно регулирање на прашањата на човековите права и прашањата на правата на малцинствата. Точка 3. Конференцијата ги повикува меѓународните асоциации да обезбедат примена на декларациите, резолуциите и другите акти кои се однесуваат на меѓународното регулирање на прашањата на човековите права и прашањата на правата на малцинствата од страна на државите потписнички. Точка 4.
Конференцијата ги повикува меѓународните асоциации да обезбедат верификација на декларациите, резолуциите и другите акти кои се однесуваат на меѓународното регулирање на прашањата на човековите права и прашањата на правата на малцинствата од страна на државите членки на тие асоциации кои се уште ги немаат верифицирано таквите акти во своите парламенти и да обезбедат нивна доследна примена во животот на своите држави. Точка 5 од декларацијата. Конференцијата смета дека македонскиот пример за решавање на прашањата за правата на малцинствата треба да послужи како модел не само за балканските држави, во однос на македонското национално малцинство во Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и во Република Србија, туку секаде каде се јавуваат проблеми на признавање на правата на националните малцинства ширум светот. Точка 6. Конференцијата се обраќа кон водачите на големите држави и народи, особено кон членовите на Советот за безбедност на Организацијата на Обединетите нации, во својата политика на решавање на прашањето од пошироко значење за народите и државите да му посветат внимание и на потребата за доследно решавање на правата на националните малцинства и доследна примена на меѓународните акти од оваа област. Точка 7 од декларацијата. Конференцијата се обраќа кон членовите на парламентите на балканските држави, како и Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и во Република Србија, за градење на реален однос кон македонското национално малцинство во тие држави, симнување на хипотеките од минатото и пристап кон современо третирање и решавање на отворените прашања. Точка 8. Конференцијата се обраќа кон владата и членовите на парламентот на Република Грција да го преиспитаат својот нерационален и нереален однос кон Република Македонија и да го стават ад акта апсурдниот спор за името на Република Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Само искрената и економски податлива политика е надеж за иднината. Се друго е товар за двата народа и полека ќе ги гаси надежите за соработка. Точка 9 од декларацијата. За нас представува позитивна мотивација, како и за другите балкански земји, како Република Македонија имплементира и ја продолжува досегашната политика и однос кон националните малцинства, односно заедниците, кои живеат во Република Македонија. Да промовира активна политика во билатералните контакти со Република Грција, а во европските институции за враќање на одземените граѓански права на македонците кои до 1949 година беа грчки државјани, а сега се граѓани на Република Македонија, без право да се вратат како македонци, грчки граѓани во родните места. Битола, 6 ноември 2011 година, учесници на втората конференција за состојбите на македонското малцинство во соседните земји. Оваа декларација, која произлегува од денешната средба, за малцинските прашања, усвоена од учесниците на втората конференција за правата на малцинствата, одржана во Битола на 6 ноември, значи од кога ќе усвоиме, ќе биде доставена, да ви информираме каде се ќе оде оваа декларација. Владите и парламентите на Република Македонија, Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и во Република Србија. Европската комисија во Брисел. Декларацијата ќе ја добиете исто така и Канцеларијата на Европската комисија во Скопје, Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци во Женева, Скопје и Атина, Канцеларијата на ОПСЕ во Скопје, Канцеларијата на НАТО во Скопје, Генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации, Њујорк, членовите на Советот за безбедност на Организацијата на Обединетите нации со седиште во Њујорк, амбасадите на Соединетите Американски држави, Руската Федерација, Кина, Велика Британија, Германија, Франција, Холандија и Грција, амбасади сместени во Скопје.
Министрите за надворешни работи на Република Македонија, Никола Поповски, Република Грција, Соединетите Американски држави, Руската Федерација, Кина, Велика Британија, Германија, Франција и Холандија. Амбасадите на Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија, кои се сместени во нашата земја, во Скопје. Оваа декларација исто така ќе биде испратена на адреса на господата Бил Клинтон, Джими Картер, Михаил Горбачов, Владимир Путин. Ќе биде испратена исто така до учесниците на Втората Балканска конференција за правата на малцинствата, било како пишан материјал или на имейл. Ќе ја добиете. Конференцијата за координација на македонците од Егејскиот дел на Македонија ќе има примерок во архивата на организаторот на Втората конференција, Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија со седиште во Битола, како и до присутните на Втората конференција, значи оние кои не беа говорници, меѓутоа кои денеска беа заедно со нас, кои доаѓаат од соседните земји. Сега